заради тоа што самиот јавен повик и постапката заврши некаде кон крајот на ноември, почетокот на декември. Во зимски месеци невозможно е да имате градежна офанзива. Временските услови едноставно не го дозволуваат тоа. Еве, сега гледаме како стопли времево, како заврши зимата, како се практично овозможија услови за да се извршуваат градежни активности, динамиката се раздвижува. Да, и без малку како се доближува терминот за одржување на изборите. Видете, Тогаш обично гледаме последната година од зголемена активност на терен. Видете, јас мислам дека Македонија нема време да води веќе непродуктивна политика и ако ние ги креираме мерките и програмите врз основа на тоа кога ќе се одржат, а кога нема да се одржат избори, тогаш ние не можеме да размислуваме развојно. Ке ве потсетам, ние имавме едни периоди каде што секоја втора година имавме избори. Тоа вака по логиката на нашиот политички опонент би значило дека владата или локалните самоуправи не би требало ништо да работат. Јас сум точно е тоа дека можеби и сме сведоци дека како се наближуваат избори, некогаш можеби и се интензивираат активностите, но верувајте ми, народот не е слеп и народот гледа кој е ангажиран и максимално посветен, а кој растура само политички пердови за да купи некој ефтин политички поен. Јас сум убеден дека градоначалниците, поготово оние градоначалници кои што потекнуваат од ВМРО ДПМН, навистина ревносно си ја работат. Имам секојдневна комуникација не само со нив и со сите, но со нив можеби еве вака и поинтензивна заради тоа што и позданства имаме и движиме во некои заеднички кругови. Навистина не можам да најдам една замерка од аспект на спроведување или реализација на нивната зацртана програма. А